Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за дислипопротеинемии. Ова е поим кој укажува на нарушен однос на липопротеини во серумот. Под нарушен однос се мисли да или има повеќе од одредена липопротеинска фракција, така што имаме хиперлипопротеинемии, или има помалку од одредена липопротеинска фракција, така што имаме хиполипопротеинемии. Сега, зошто би дошло до нарушување на соодносот? Може да биде од најразлични причини. Така, или имаме зголемена продукција на липопротеини, или пак не се разградуваат доволно. Тоа може би е поради тоа што може би рецепторите не функционираат, може да липопротеинските липази не функционираат, или пак е проблем со апопротеините кои се дел од липопротеините. Значи, како што гледате, може во многу делови од метаболизмот на липопротеини да има проблем. Или во продукција, или во катаболизам. Така. Океј. Првично ќе ги разгледаме хиперлипопротеинемиите. Сега, хиперлипопротеинемиите можеме да ги поделиме на примарни и секундарни. Кај примарните имаме всушност генска мутација, така на даден ген. Сега тој ген дава нефункционален протеин, а тој протеин учествува во метаболизмот на липопротеини и сега имаме нефункционален липопротеински метаболизам кој доведува, например, до хиперлипопротеинемии. И овие примарните се нарекуваат уште и наследни, бидејќи се наследува нефункционалниот ген. Додека секундарните се предизвикани од некое друго заболување. Значи имаш некое друго заболување и индиректно ќе се појави и хиперлипопротеинемија. Например, ова може да се појави при шеќерна болест, хипотиреодизам, нефротичен синдром, алкохолизам, холестаза и други заболувања. И овие се ненаследни хиперлипопротеинемии, кои што всушност ние ги стекнуваме ако заболиме од некое друго заболување. Во ред, но може да се направат и поделби зависно од тоа што е повишено. Например, дали се зголемени фракциите кои содржат холестерол, во тој случај имаме хиперхолистеремија, или пак кои содржат триглицериди, хипертриглицеремија. Или пак генерално сите фракции се зголемени, така да имаме хиперлипидемија. Океј? Сега, ние нема да идеме со таа поделба, него ќе идеме со поделба на примарните хиперлипопротеинемии од страна Фредриксон, која е направил уште во 60-тите години. Но и денеска стои, иако е малце изменета. Тип 1 на примарна хиперлипопротеинемија, всушност можеме да поделиме овој тип 1 на А, Б и С. Во ред, дефектот, например, кај тип 1А, е да има намалена количина на липопротеинска липаза. Океј, значи ова е ензим кој всушност овозможува да се деградираат колку толку липопротеините, генерално хиломикроните и ВЛДЛ, така што се ослободуваат триглицериди кои одат во околните клетки, така каде што се потребни. Но ако го немаш овој ако ја немаш оваа липопротеинска липаза, хиломикроните и ВЛДЛ нема да бидат разградени до одреден степен, така што таа фракција ќе се зголеми. Сега, имаме тип 1Б, во тој случај имаме дефициенција на апопротеин С2, или пак воопшто го нема, или пак е изменен така што е нефункционален. Океј, овие апопротеини се потребни за да можат липопротеините да се поврзат со одредени рецептори. Исто така служат и како кофактори во некои ензимски катализирани реакции. И кога имаме дефициенција, значи на АПОЦ2 или пак не е функционален, во тој случај повторно имаме зголемување на хиломикронската фракција. И последен тип е тип 1C, каде што имаме всушност ЛПЛ инхибитор во крвта. ЛПЛ беше липопротеинска липаза. Значи, ја има липопротеинска липаза, но исто така има инхибитор кој се врзува со нејзе, така што исто како да нема. И ова е многу слично на тип 1А. И во овој случај повторно имаме зголемена хиломикронска фракција. И главните симптоми кај тип 1 на примарна хиперлипопротеинемија се акутен панкреатитис, липидемија ретиналис, односно ќе има проблеми со крвните садови во окото,
еруптивни кожни ксантоми и хепатоспленомегалија, односно зголемување на хепарот и на слезенката. И тие се генералните симптоми. Третманот е контрола на диетата, бидејќи хиломикронска фракција главно ја добиваме од диетата, кој ќе се внесе храната, значи мастите кои прво ќе бидат подлежени на липази, понатаму ќе бидат транспортирани како хиломикрони, па правично идат до хепарот и од таму ќе бидат трансформирани во други липопротеини. Но, значи, со контрола на диетата може да се намали количество на хиломикрони, така што тоа е генерално третманот. И ова се јавува кај еден од милион луѓе. И како изгледа серумот, има кремест врвен слој. Така, значи, овдека доле, ако идеме пак на оваа слика, густ слој над чиста плазма. Значи, горниот дел ќе биде густ, бидејќи хиломикроните кидат на површината. Следен е тип 2, идеме со тип 2А. Инаку тип 2 е најчест вид на примарна хиперлипопротеинемија. Кај тип 2А, како што реков, имаме дефициенција на LDL рецептор. Или пак некогаш има и проблем со апопротеин Б. Во ред, така што, и ако имаш нарушен апопротеин Б, или пак има проблем со LDL рецепторот, LDL, кој всушност ќе дојде од VLDL, сега он треба да се врати назад до хепарот LDL, али не може да влезе внатре во хепарот, бидејќи рецепторот не чини. Така што LDL останува внатре во крвта. И тоа е многу голем проблем. Така се зголемува LDL фракцијата. LDL генерално го сметаме за лош холестерол, иако не е баш така просто. И овие индивидуи пред 40-та година имаат дури 100-кратно зголемен ризик за кардиоваскуларни заболувања, а после 40-та некаде до 5 пати зголемен ризик. И симптоми главни се ксантелазма, што е всушност вид на ксантом, како масни депозити, особено околу очите, аркус сенилис, ова е како буквално како арка, како полукруг околу ирисот на окото, главно се јавува кај постари луѓе, и ксантоми на тетивите. Значи третманот е ниацин, статини, со цел да се регулира создавањето на холестерол, и секвестантни на жолчни киселини. Иако се препорачува и доста и вежбање, бидејќи вежбањето може да зголеми фракцијата на HDL, а HDL го чисти холестеролот. И заболува 1 во 500 хетерозиготи, а кај хомозиготи 1 на милион. Вред. И серумот е чист. Значи изгледа чисто. Гледаме овдека, тип 2А, серумот е чист. Сега, кај тип 2Б имаме намалена количина на LDL рецептори, али зголема количина на апопротеин Б. Но сепак имаме зголемени липопротеини LDL и VLDL во крвта. Симптомите се исти како тип 2А. И овдека повторно се употребуваат статини, ниацин, фибрат, додека овдека серумот е сега матен. Бидејќи во овој случај имаме и VLDL, така, значи не е само LDL фракцијата зголемена, него и VLDL може да биде зголемена, и поради тоа добива некоја матна боја, али не е премногу зголемена за да има кремест врв. Така, значи тип 2, ова треба да е Б, дека не знам зашо е асо мало, е чисто до слабо заматена. Бидејќи LDL, ако е покачено, главно ни дава чисто, но VLDL ни дава така некое благо заматување. Следна наред е тип 3, примарна хиперлипопротеинемија. Тука е проблемот да апопротеин E3 е заменет со апопротеин E2. Исто така има и намалена хепарна липазна активност. Имаме во овој случај зголемена фракција на intermediate density lipoproteins, односно IDL. И при оваа состојба главните симптоми се тубоеруптивни ксантоми, што се повторно исто ксантоми, само може да бидат како поцрвени,
и палмарник сантоми на рацете. И третманот е суфибрат, статини, серумот повторно е така матен, бидејќи ИДЛ е всушност деградирање на VLDL, така што VLDL проминува во IDL, односно интермедијет, и затоа овдека повторуваме само така како благо заматување поради овие, нели, липопротеини. Така, значи, кај тип 3 слабо до силно заматена. Сега, кај тип 4 имаме зголемено VLDL, продукција на VLDL и намалена елиминација. Значи, повеќе се создава, помалце се катаболизира, поради тоа имаме зголемена фракција на VLDL. И може да предизвика панкреатитис при високи нивоа на триглицериди. Се дава фибрат, ниацин, статини и повторно е со матен изглед серумот. И тип 5, како за крај, имаме зголемена VLDL продукција и намалена липопротеин липазна активност. VLDL и хиломикроните се зголемени во серумот, се дава ниацин, фибрат и ќе има кремест врвбеки, имаме хиломикрони како и во тип 1, така нормално дека врвот ќе биде креместо, а VLDL ќе ни даде матен изглед и затоа има густ слој над млечна плазма, односно матна плазма. И овде не е прикажано како би се движале при електрофореза. Сега постојат и други видови на примарни хиперлипопротеинеми, зависи спрема која подлаба идете. При поновите поделби има и некои дополнителни. Например, имаме тангирска болест, каде што всушност има намалено создавање на HDL. Океј, значи High Density Lipoproteins. Тука гледате, не е спомнат никаде HDL, но ако имаш намалена продукција на него, во тој случај ќе се зголемат другите фракции кои содржат доста холестерол во нив. Односно ќе се јави хиперхолестеремија. Сега при секундарните хиперлипопротеинемии, зависно нели која е другата болест или состојба која е предизвикала, на тој начин и се лекува. Така например ако е алкохолизам кој можеби го оштетува хепарот, така што ако сега е оштетен хепарот нема добар метаболизам на липопротеини, така што се зголемила на фракција, во тој случај се третира тоа. Ако е шеќерна болест, кај шеќерна болест имаме доста липолиза, така значи имаме многу разградување масти, идат многу триглицериди во хепарот, па се прават многу VLDL честици кои понатаму стануваат LDL, и во тој случај исто така ќе имаме зголемување на одредени липопротеински фракции. И во тој случај нели ќе се третира шеќерната болест. Така ќе се дава инсулинска терапија и така натаму. Колку може толку. Значи кај примарните генерално нема лек, само е симптоматско лечење, додека кај секундарните се третира заболувањето кое е довело до хиперлипопротеинемија. И како што спомнав, постојат и други, но ова е генералното што треба да го знаете. Како изгледа серумот, генерално ако е зголемено VLDL ќе изгледа матен, ако се зголемено хиломикроните ќе изгледа кремест во горниот дел. Сега идеме на хиполипопротеинемии. Хиполипопротеинемии се многу поретки, затоа нема нешто многу да збориме, али ќе спомнеме дека генерално се јавуваат при хиперфункција, например на тироидната жлезда. Ова се нарекува базедова болест и прво се користела како диференцијална диагностика за одредување на функцијата тироидната жлезда. Така, значи, ако видиш дека има ниска количина на липопротеини, може тоа да те наведе дека тироидната жлезда многу работи. Може да биде оштетен хепарот, значи при хепатитис, цироза, при обструктивен иктерус, некои други малигни заболувања, малнутриција или мала абсорбција. Исто така, тангиерска болест, која спомнав и во хиперлипопротеинемија, што е интересно. Кај оваа тангиерска болест има намалено создавање на HDL. Сега, ако има намалено создавање на HDL самиот по себе беше една од липопротеинските фракции, така што ја ставаме во хиполипопротеинемии, така бидејќи има помалку HDL. Али кога има помалку HDL, во тој случај има повеќе од другите липопротеински фракции, односно ќе има повеќе холестерол во крвта, ќе има хиперхолестеремија. Поради тоа ја ставаме и во хиперлипопротеинемии. И постои нешто што се нарекува А-бета липопротеинемија и овдека е проблемот со апопротеините, но нема да навлегуваме нешто многу во тоа. Сега, како за крај, само ќе разгледаме некои од
биохемиските методи кои се користат за одредување на концентрацијата на различни липиди во крвта. Првично ќе говорам за одредување на концентрацијата на триацилглицероли или пак се нарекуваат триглицериди, тоа е едно исто. Еден паметен начин е да, ако ја имаш концентрацијата на вкупни липиди, од таа концентрација можеш да ја одземеш концентрацијата на фосфолипиди заедно со концентрацијата на холестерол и на естерифициран холестерол. И при тоа концентрацијата на фосфолипиди ја множиш со 25, додека концентрацијата на естерифициран холестерол ја множиш со 1,67. Сега зошто се множат, бидејќи на пример естерифицираниот холестерол има поголема молекулска маса него слободен холестерол. Поради тоа треба да го помножиме, така што ќе биде поголема вредност за кој ќе го одземеме да добиеме поточен резултат. Но правејќи го и ова, се добива некоја грешка. Зошто? Бидејќи во вкупни липиди не влегуваат само триацилглицероли, фосфолипиди, холестерол и естерифициран холестерол, него влегуваат и други липидни соединенија. Поради тоа, вредноста што би ја добил, ако вака би пресметал, нели вкупни липиди минус другите липиди, во тој случај ќе добиеш повисока вредност за триацилглицероли него што е во вистинскиот случај. Океј? Односно, нели, во вкупни липиди има и други липиди, например слободни масни киселини кои не си ги земал во предвид и не си ги одземал, така што ќе добиеш грешна вредност за триацилглицероли, но може да се направи кога се добие некоја општа слика. Сега, втор метод кој може да се користи е всушност ензимски, каде што триацилглицеролите заедно со вода под дејство на ензимот липаза даваат глицерол и 3 слободни масни киселини. Сега, овој глицерол така, сега може да реагира со АТП под дејство на глицерол киназа, така киназа е заедно со АТП, и дава глицерол 3-фосфат плюс АДП. Во ред. Овој сега глицерол 3-фосфат, така идеме овде, може да реагира со кислород под дејство на глицерол фосфат оксидаза ензим и да даде дихидроксиацетон фосфат и H2O2, односно водороден пероксид. Овој водороден пероксид сега може да действува заедно со парахлорофенол и 4-аминофеназон под дејство на пероксидаза да даде парабензохинон моноиминофеназон и HCl и H2O. Сега, ова соединение е обоено и се мери на брана должина од 500 до 510 нанометри и интензитетот на обојувањето ќе биде пропорционален со количеството на триглицериди. Сега има пресметка која треба да се направи, но тоа не ни интересира. Ова е генералната идеја. Значи, правиш низ на реакции со помош на различни ензими, така што добиваш некој соединение кој ти дава понатаму обојување кое ќе биде пропорционално нели со количината на триацилглицероли. Сега ова се прави например на примерок од серум или плазма и треба што побрзо да се отстранат крвните клетки, така значи да се центрифугира и не треба да биде подолго од 1 час од кога се земала крвта, бидејќи дел од ензимите ќе ги разложат триацилглицеридите. И кога се зема, ако се користи плазма, бидејќи плазмата не треба да биде коагулирана, така треба да биде третирана со некој антикоагуланс, обично тој антикоагулант треба да биде хепарин или ЕДТА. Во ред? Сега некогаш вредноста што ќе се добие може да биде доста висока, така што нема да биде многу прецизно мерењето и затоа се прави разредување некогаш на серумот, така ќе се разреди, па се чита нова вредност и таа вредност се множи по разредувањето, со цел да добиеш нели поточна вредност. Инаку ова може всушност да се одредува индиректно преку количеството на глицерол со помош на друга хемиска реакција, не мора да биде ваква ензимска. Друго нешто што можеме да одредуваме е слободни масни киселини, односно free fatty acids. Правично, значи кога ќе го добиеш примерокот, треба да ги екстрахираш овие со помош на различни органски растворувачи, значи си има протокол како се тоа се прави. И понатаму се додава бакар сулфат, значи бакар 2 сулфат при алкална средина, така значи има високо pH и се добиваат сапуни од бакар кои под дејство на азотни соединенија, значи се додава амоњак, се додава и понатаму и диетил дитиокарбомат и се добива едно жолто обоен комплекс. Овој жолто обоен комплекс на брана должина 435 нанометри ни дава
нели, вредност која понатаму со помош на пресметка ќе одредиме кое било содржината на слободни масни киселини. Интересно е дека концентрацијата на овие слободни масни киселини има доста значење во клиничка пракса, иако нема сега премногу да навлегуваме, но може да се поврзе со диабет, така, значи колку слободни масни киселини има, и да се поврзе со секрeciјата на одредени хормони. Генерално, така, ако има хиперсекреција на катехоламини, кои што генерално се катаболички, или пак адренокортикотропниот хормон, така тиреотропниот, каде што се зголемува метаболизмот. Во тој случај ќе имаме зголемување на количеството на слободни масни киселини и може значи да се надоврзе со други состојби. Сега, ќе идеме на холестеролот. Холестеролот постои многу методи за одредување, и сега зборам општо за вкупен холестерол, така, значи не мислам на одредени фракции, него вкупниот холестерол, едно од најбазичните методи, е чод ПАП, каде што е многу слично како ензимското одредување на вакво на триглицериди, каде што холестерол естер под дејство на холестерол естераза се добива холестерол и некоја киселина. Овој холестерол сега под дејство на кислород, заедно со кислород под дејство на холестерол оксидаза се добива 4 холестен 3 он и се добива H2O2. Овој H2O2, односно водороден пероксид, сега повторно со парахлорофенол, 4-аминофеназон, под дејство на пероксидаза се добива парабензохинон и моноиминофеназон, само што сега не се добива HCl, него се добиваат 4 молекули на вода. И ова соединение повторно е обоено и се чита на 500 до 510 нанометри и тоа соодветствува со помош на пресметка на количеството на холестерол. Првично имаме инаку оваа реакција за холестерол естерот да стане холестерол, така што знаем дека мериме само холестерол. Зашто не целиот холестерол е холестерол естер. Имаш слободен холестерол и холестерол естер и на овој начин со првава реакција се правиме во холестерол. Мислам се. Сите холестерол естри ги правиме во холестерол. Повторно и овде, ако имаме многу висока концентрација на холестерол, треба да се разреди така серумот и да понатаму повторно да се одреди и да се помножи по разредувањето. Океј, за да добиеме поточни вредности. И многу често можат да интерферираат и некои други супстанции, например ако имаш билирубин повисоко од 4 мг на децилитар, тој интерферира и може да зголеми вредноста дури за 10%. Така, значи и билирубинот ќе даде некое обојување и тоа обојување може да влијае, така што ќе се добие некоја грешка. Следна метода е Либерман Буршардова реакција, каде што холестеролот реагира со анхидрид на оцетна киселина и концентрирана сулфурна киселина. Сега при оваа реакција анхидридов на оцетна киселина го екстрахира, така значи ова го екстрахира холестеролот од биолошката течност, генерално серум. Исто така ги прецепитира протеините, така и ни дава една безводна средина, додека сулфурната киселина го оксидира холестеролот, кој сега е екстрахиран, на полиенски соединенија. Во ред и ова ни дава едно обојување кое е сино-зелено, кое понатаму со спектрофотометриска метода се одредува интензитетот на обојувањето, кој соодветствува на концентрацијата холестерол. Инаку овде ќе се мери на 610 нанометри. Иначе повторно и при оваа метода се добиваат некои повисоки концентрации на холестерол, бејќи и овдека може да има интерферирачки соединенија, значи некои други стероли кои се аналогни на холестеролот. Така. Сега исто така точноста се намалува и кај некои хемолитички или иктерични серуми, така, значи ако имаш изумирање на многу еритроцити или ако имаш жолтица, тоа е иктеричен серум, ќе имаш многу билирубин, уробилиноген и тоа ќе направи интерференција, така што ќе се добиват некои повисоки вредности. Следно имаме одредување на фосфолипиди, не е ништо спектакуларно. Значи, всушност одредуваме липиден фосфор, вршиме екстракција на липидите со органски растворувачи, вршиме оксидација, парадукција, значи ова има спремен реагенс кој се става, така и внатри има
соединенија кои вршат оксидација, па се прави одредено соединение, така се прави еден фосфомолибдат кој понатаму се редуцира. Така постојат различни сетови, така различни китови реагенци кои се користат, зависно кое средство е тоа кое врши оксидација, така дали е суфурна киселина, дали е водороден пероксид, азотна киселина и така натаму. Постојат различни китови, но тоа е генералната идеја, се врши оксидација, па се врши редукција и при тоа се добиваат синообоени оксиди, генерално зависи повторно кој е китот, и се врши повторно спектрофотометриска анализа, интензитетот на обилувањето соодветствува на концентрацијата на фосфолипиди. И одредување на фосфолипидите некогаш може да биде и од клиничка важност, може да се детектира обично ако е намалена нивната концентрација, тоа може да индицира некакви интоксикации во однос на оштетување на хепарот, така различни токсини кои може да го оштета, кај алкохоличари. Исто така може да ова се случи и при фебрилни состојби, така кои имаме температура, додека зголемена концентрација на фосфолипиди, често има кај диабетичари, кога имаме авитаминоза од витамините од Б групата, анемија предизвикана од хронична хеморагија или при нефротичен синдром. Во ред, следно е ЛДЛ, и ова е прилично едноставно. Први добиваш проба, серум, каде што мериш вкупен холестерол и ова го правиш со чот пап, како што видовме претходно. Сега кога го имаш вкупниот холестерол, така го прецептираш вакво ЛДЛ, тоа генерално се прави со поливинил сулфат, и сега ЛДЛ се наоѓа доле. Така. И повторно мелиш сега вкупен холестерол, али ќе добиеш помала вредност, бидејќи има помалце, така. Значи овдека ќе добиеш некоја вредност X, која ќе биде повисока, овдека ќе добиеш некоја вредност Y, која ќе биде пониска, зашто LDL сега е доле прецепитиран, и само ќе одземеш X минус Y и ти дава колку било LDL. Океј? Значи вкупни минус вкупни без LDL и добиваш колку е LDL. Прилично едноставно. Сега за крај ќе говориме за HDL. Океј? HDL може да се одреди со помош на преципитација, постојат и ензимски методи, но ќе збориме за преципитација. Добиваш значи серумски примерок, додаваш фосфоволфрамова киселина и магнезиум, таложат најголем дел од фракциите, значи таложат хиломикроните, VLDL и LDL. Океј, значи они таложат доле. Тоа што ти останува во супернатантот е само HDL. И сега на супернатантот му определуваш колку холестерол има со чот пап методата, која претходно ја разгледавме, и добиваш количина на HDL. Океј, прилично едноставно. Сега да спомнеме дека може да се прават и електрофоретски анализи, каде што се пуштаат липопротеините на цело гел траки, се пушта струја, имаш еден позитивен, еден негативен крај, се движат и врз зависност од нивната подвижност, колкави се всушност, какви протеини имаат на својата површина, ќе стигнат до одредена точка и зависност на дебелината и густината на линијата која ќе се добие, можеш да одредиш колку е концентрацијата. Така, зависи дали е подебела, дали е потенка, дали е погуста и така. Генерално хиломикроните зашто се најголеми, они не ни поминуваат од стартот, така остануваат кај стартот. Доека HDL стигаат најнакрај. Океј, значи стигаат најдалеку бидејќи се најмали. Нормално постојат и многу други методи кои се занимаваат генерално со одредување на апопротеините, така кои апопротеини ги има, дали се добри унаводници, али ова се генерално имунолошки техники. Се користи лиса и некои други техники за одредување на апопротеините кои се наоѓаат на хиломикроните. И генерално ова се е битно одредување на липопротеините, односно нивото на холестерол, бидејќи генерално високи количини на липопротеини, значи при хиперлипопротеинемии, доведуваат до најразлични коронарни заболувања. Едно од најчестите е атеросклероза, која понатаму може да доведе до срцев удар, мозочен удар, но постојат и многу други. Нема да влегуваме во тоа. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.